Добар ден во попладневните вести на Канал Плюс телевизија. Почнуваме по кратката најава. Субвенциите за оризопроизводителите и вложувањата во системите за наводнување за 10 години треба да резултираат со удвојување на површините под ориз. За зачувување на водните ресурси во Брегалничкиот слив, швајцарската амбасада ќе финансира изградба на пречистителни станици за отпадни води во селата Кучичино и Карбинци. Доктор Жан Митрев викендов подари на општина Штип 4 куќи во Штипско Ново село. Општината планира целосно да ги реконструира. Оризопроизводителите и годинава ќе добиваат субвенција од 11.000 динари за хектар. 15.000 динари добиваат оние кои користат сертифициран семенски материјал. Министерот за земјоделство Михаил Цветков на манифестацијата на Кочанскиот туриз во село Прибачево најави дека продолжуваат инвестициите во системите за наводнување. Целта е во наредните 10 години површините под ориз да се зголема до 9.000 хектари. Годинава се засеени 4.850 хектари со очекуван род на 25.000 тони оризова арпа. Оваа година имаме одлични резултати. Сите планци ќе кажуваат дека некаде околу 25.000 тони оризова арпа ќе се собере оваа година. Се засејани некаде околу 4.800 хектари, односно 230 хектари повеќе него минатата година, што окажува на тоа дека оризопроизводството ќе оди напред. И мислам дека ние како влада, како Министерство за земјоделие ќе направиме сите напори да ги вратиме оризовите полиња кои што биле во минатата негде 8.000-9.000 хектари. Мислам дека тоа постепено еве драго ми што ова година е зголемено и дека ќе продолжиме натаму. Нова швајцарска донација за зачувување на водните ресурси на река Брегалница. 2 пречистителни станици ќе се градат на истокот, една во село Кучичино и една во Карбинци. Швајцарската амбасада финансира по еден проект за заштита на река Брегалница во сите 15 општини во незиниот слив. Швајцарската амбасада преку проектот за управување со речниот слив на река Брегалница повторно инвестира во заштитата на водните ресурси во регионот на Брегалница. Имено во рамки на вториот повик за инфраструктурни проекти потпишани се договори за изградба на 2 пречистителни станици за отпадни води, едната во село Кучичино, општина Чешиново Блешево во вредност од 23 милиони динари и во Карбинци во вредност од 33 милиони динари. Во општина Лозово веќе е во тек изградбата на колектор и канализација во село Милино во вредност од 7 милиони динари. Откако пречистителната станица за отпадни води веќе е реновирана и пуштена во употреба во рамки на првиот повик за мали инфраструктурни проекти од проектот за управување со речниот слив на Брегалница. Првиот повик за инфраструктурни проекти беше објавен во 2014 година и опфаќа 15 проекти, по еден во секоја општина од Брегалничкиот регион. 14 проекти веќе се целосно завршени, а еден се очекува да биде завршен во текот на октомври 2015 година. Сите проекти се дел од изработениот план за управување со речниот слив на Брегалница, кој има за цел правилна распределба и управување со водните ресурси на речниот слив на Брегалница и представува прв ваков документ во Македонија изработен за речен слив. Започна неделата на борба против ракот. 1200 ново заболени жени од рак на дојка се евидентирани годинава, што значи вклучен аларм за сите надлежни, но и за жените пред се во насока на превенција и рано откривање на болеста. Лекарите препорачуваат редовни самопрегледи и лекарски контроли и секако практикување здрав живот, посебно во периодот на менопаузата. Според последните податоци, за една година од рак на дојка на истокот починале 170 жени. Во регионот најпогодени се жените на возраст над 45 години, но возрастната граница се спушта. Најмладата пациентка со рак на дојка во Македонија има само 17 години. Во Малешевијата е регистриран рак на дојка на 22 годишна девојка.
Викендов доктор Жан Митрев и градоначалникот на Штип примариус магистер Илчо Захариев подпишаа договор со кој доктор Митрев подари 4 куќи во негова собственост на локалната самоуправа. Станува збор за куќи лоцирани во Новосело, стари и руинирани и имаат потреба од идна интервенција. Вредноста на куќите кои ги доби општина Штип на подарок од доктор Жан Митрев е околу 6 милиони динари. Општината планира да ги обнови подарените куќи преку средства од донатори и спонзори, како и со средства од проекти од ИБА програмата за прекогранична соработка. Време на викендот заврши асфалтирањето на пристапот до еврејските гробишта. Вредноста на инвестицијата е 820.000 динари. Станува збор за проект кој е обврска од склучениот меморандум за соработка со еврејската заедница, кој локалната самоуправа ќе го уреди пристапот, а еврејската заедница со поддршка на амбасадата на Израел наскоро треба да ги уреди гробиштата. Непознати лица предизвикале пожар во прифатен центар за бегалци во општината Фрамар во германската покрајна Турунгија. Биле запалени мобилните тоалети поставени пред физкултурната сала во која се сместени 10 бегалци. Огнот ја зафатил фасадата на зградата. Пожарникарските екипи веднаш го изгаснале пожарот во кој за среќа нема повредени. Новинари на Ал Джезира преживеа воздушен напад во Сирија додека снимале на место кое претходно било бомбардирано. Новинарите не се повредени, но еден член на локалниот спасувачки тим загинал, а друг е ранет. Новинарот рекол дека екипата била во градот Ихшим, од каде известувал за жртвите и штетите предизвикани од двата воздушни напади во тоа подрачје. Третиот напад се случил во моментот кога екипата стигнала на самото место, а спасувачките екипи ги евакуирале мртвите. Се предпоставува дека нападите се извршени од руски борбени авиони. Вчера изутрина во хотелска плажа на грчкиот остров Кос биле најдени тела на две малечки момчиња. Прво било пронајдено тело на бебе, веројатно на возраст меѓу 6 месеци и 1 година. Неколку часа подоцна на истото место било пронајдено и тело на момче меѓу 3 и 5 години. Најверојатно, според крајбрежната стража, станува збор за деца од мигрантско семејство кое се обидувало да стигне до островот. Вчера се одиграа надпреварите од редовното 9-то коло на првата македонска фудбалска лига. Фудбалскиот клуб Брегалница на агусти кај селекцијата на Ренова ремизираше со резултат 1:1, со што зеде само 1 поен. Вардар и Шкендија продолжуваат со доминацијата во македонскиот фудбал, откако вчера во рамки на 9-то коло од првата лига запишаа нови победи. Вардар победи на гостувањето во Кратово кај Силекс со 3:0, а Шкендија со 2:0 победи на гостувањето во Чаир кај Шкупи. Со тоа што борбата за првата позиција продолжува. Во останатите надпревари се постигнаа следните резултати. Турново Царев двор 1:0, Работнички Металург 2:0. На табелата прва е Шкендија со 24 бодови, пред Вардар со 23 и Силекс со 13 бодови. Голгетерите од третолигашката фудбалска конкуренција во Истокот беа расположени во рамки на шестото коло кое се одигра вчера широм стадионите во Источна Македонија. Најмногу поголоци беа постигнати на надпреворот кој што се играше во Виница помеѓу екипите на Слога и Плачковица, победи лидерот на табелата со 3:2. Исто така 5 погодоци имаше и во Кочани, каде на стадионот Никола Мантов домакинот Осогово со 4:1 го совлада тимот на Бабиот Штип. По 4 погодоци беа постигнати на надпреварите Работник Академија Пандев и Овчеполе Беласица. Академија Пандев со 3:1 ги совлада домакините од Лозово, додека 2:2 одиграа Струмичани и Свети Николчани на теренот на Овчеполе. Нерешен резултат имаше и на надпреварот во Делчево, каде екипата на Брегалница не успеа да го совлада тимот на Напредок Здравје, иако со голот на Дарко Пешовски домакините имаа водство по првото полувреме од 1:0. Во второто полувреме целокупната иницијатива им припадна на гостите од Радово, кои што по една грешка на домакините успеа да изедначат. Кон крајот на надпреварот домакините можеа со погодок од слободен удар да израдуваат домашната публика, но сепак ударот кој што го упати домашниот голман заврши во противничкиот зид. Во последниот натпревар на кој што имаше најмалку погодоци само еден, тимот на Карминци ја совлада САС од Македонска Каменица со 1:0.
Шампионот на Македонија по 3 одиграни кола е единствена екипа од елитните групи А и Б која во елитното ракометно друштво има исто толку победи. Својата трета победа избраниците на Раул Гонзалес ја запишаа вчера во Шведска, каде немокен беше домашниот Кристијанштад. Вардар славеше со конечни 30:25 во уште една демонстрација на квалитет кој тие се решени оваа сезона конечно да ги однесе на Final Four. Следен предизвик за Вардар веќе следниот викенд е екипата на Раин Некар Ловен, која по првите 3 кола има скор 2:1. Се врати машкиот ракомет во Делчево. По пауза од речиси 2 децении кога ракометниот клуб Партизан кажареше и палеше во втората по квалитет македонска лига во тоа време, вчера своето огнено краштевање го имаше ракометниот клуб Делчево. Кадетите во својот прв надпревар ги одмерија силите со силниот Металург од Скопје. Јас мислам дека голем чекор е што влевавме со машка екипа во кадетската лига. Работевме на година и пол напоро со машката екипа. Имавме доста пријателски надпревари. Се надам дека ова ќе биде, како да кажам, огнено краштевање, бидејќи играме против една од најдобрите екипи во државата. Тоа е екипата на Металург, добро организирана. Познавајќи ги овие наши деца, познавајќи ги, знам дека нема лесно да се предадат. Се надевам дека секој наредите утакмици ќе не бидат полесни. За спортските работници, формирањето на машкиот ракометен клуб и тоа како му требаше на градот Делчево, спорт кој сигурно ќе придонесе за правилен психофизички развој на младата популација. Посакувам се најдобро. Времето ќе покаже какви се резултати ќе можеме од овие млади луѓе да очекуваме. Не очекува макотропна работа, сигурно поготово на колегата Велков и на неговата екипа. Им посакувам уште еднаш успешна работа, многу убави резултати и младите да спортуваат, да рекреираат. Со тоа ќе помогнеме да оформиме стварно младина која што утре ќе се гордееме на неа. Инаку, освен машки ракомет, вчера првиот надпревар во рамки на новата сезона го одиграа и пионерките. Иако имаа добро прво полувреме, тие немаа сили да го зададат завршниот удар на гостинките од Куманово. Во второто полувреме нашата игра може да се каже дека се распадна. Игравме строго само преку бековите, трошевме топки бесполезно и надпреварот заврши 18-14. Наредното коло играме со Неготино пак на домашен терен, додека во пионерска категорија играме исто така на домашен терен со екипата на Кожувчанка. Инаку следниот викенд започнува и првото коло во женската младинска конкуренција, коло во кое делчевченки му гостуваат на женскиот ракометен клуб Кичево. Ова е се во вестите. Повеќе за настаните денес гледајте во Дневникот во 16:30. Пријатен ден!